На Европскиот ден за борба против мозочните удари, невролозите алармираат дека на граѓаните им е потребно поголема едукација во врска со мозочните удари. И во 21. век голем е бројот на пациенти кои не се запознати со првите симптоми и најчесто се случува лекарска помош да побараат кога веќе е доцна. Дел од пациентите доаѓаат штом ќе се појават првите симптоми на мозочен удар, меѓутоа се уште постојат и такви пациенти кои што на лекар се јавуваат покасно. Например, се случува понекогаш пациент поради мозочен удар да се јави и после 2-3 дена по настанувањето на истиот. Така да се уште имаме проблем со тоа како луѓето ги препознаваат или на што ги припишуваат симптомите на мозочниот удар. Генетските предиспозиции, брзиот ритам на живот, несоодветната грижа за сопственото здравје како и климатските промени влијаат за зголемување на бројот на пациенти со мозочни удари, кој во изминатиот период е се поголем. Бројот на пациенти расте, а во меѓувреме се намалува старосната граница. На удар се почесто се работоспособните над 50 години. За жал на лекар се јавуваат се поголем и поголем број на помлади пациенти кои што се здобиваат со мозочен удар. Првите симптоми кои сигнализираат мозочен удар се асиметрија на лицето, слабост или одземање на едната страна од екстремитетите, како и потешкоти во зборувањето.